54 патеки се дел од првата изработена мапа за движење по Шарпланина. Од Љуботен до Мавровското езеро исцртани се сите патеки кои можат да се поминат. Ова е дел од проектот за зачувување на биолошката разновидност на Шарпланина и одржливото искористување на ресурсите на планина. Ова е поттик да се започне со нови маркирања на патеки со европски стандарди, кои ќе привлечат и нови туристи. Овие 54 патеки се патеки кои што низ годините не само планинарските друштва, туку и локалното население и туристите кои што доаѓаат ги имаат користено. На самата мапа има табела каде што има информации за секоја патека, почетната точка, местото на поминување и крајната точка, и секако се разбира дека има делови каде што кои што се посветени на инфраструктурата, односно дали е истата патека маркирана или не, дали патеката вдолж патеката има информативна табла, сигнализација и дали има GPS податоци, и дали кога одиме по таа патека можеме да најдеме некој капацитет сместувачки каде што со минимални услови, каде што може да се преноќева и да се преспи. Значи, ова се основните информации кои што ги има патеката, краток текст за Шарпланина, за биодиверзитетот, за панорамскиот, за вредностите општо за Шарпланина, и секако информации за точките, односно тие point of interest, place of interest, кои што на кои точки што се можеме да најдеме. Мапата е достапна за сите туристи. Немајќи инфоцентар, истите можат да се најдат по планинарските друштва, како и планинарските домови. Важно е покрај маркирани патеки да има и служби за спасување, за водење на дополнителни активности и услуги кои им се од голема важност на туристите. Не е sejedno дали една патека планинска, ние ги нарекуваме патеки за планински рекреативен туризам, ќе биде добро средена, со добра сигнализација, со прочистени патеки, стабилна подлога, уредени дренажи, или пак истата ќе биде запуштена со исечени дрва на сите страни. Доживувањето што туристот го има е различно, прво за време на неговиот престој овде, и потоа што е многу важно пораката што тој турист ќе ја пренесе во својата средина за дестинацијата, за Шарпланина и за Македонија исто така е многу важно, и тоа зависи како ќе ја доживее патеката. Процесот за прогласување на Шарпланина за национален парк веќе со години тапка во место. Сепак, одлуката треба да ја донесат надлежните, иако локалното население, според истражувањата на невладините организации, ја поддржува идејата да се заштити планината. Целата биолошка разновидност на Шарпланина, која што е уникатна, и ова е една од најважните планини во Македонија, а исто така е голема важност за зачувување на некои од многу ретките животни во Македонија, како што е рисот, например, бидејќи за него така се обезбедуваат и коридори за движење. Исто така особено е важно бидејќи планината е прогласена за национален парк од другата страна, што значи дека би се овозможило еден голем коридор на заштитени подрачја. Се надеваме дека преку навистина добро направен национален парк, тоа ќе значи и понатамошно држливо искористување на ресурсите, кои што и денеска ги користи локалното население. Направена е студија за развој на Попова шапка, како развојна туристичка зона, но потребно е многу повеќе, особено за развој на руралниот туризам. Да се направат основните предуслови за развој на овој тип на туризам, поточно една добро уредена жичара, како што некој пат имаше од Лисец до Шапка, која што ќе им овозможи на туристите да стигаат до терените кои што нудат многу, не само во зимскиот, туку и во летниот период, а Тетово има доволна инфраструктура за развивање на туристичка понуда во смисол на сместување. На тој начин веќе има инфраструктура. На тој начин помалку ќе се загади, повеќе ќе се грижи за одржливоста на Попова шапка како вредност. Шарпланина е планински бисер во Македонија, се сложија присутните. Само заедничкото работење за развој може подолгорочно да вроди со плод, што би значило туризам и во лето и побројни туристи од земјата и светот.